Заврши целосната реконструкција на внатрешноста на јавната здравствена установа Здравствен дом Велес. Реновирани се просториите на итната медицинска помош и администрацијата на установата. Воедно покрај пристапните рампи за лицата со посебни потреби, во зградата инсталирани лифт. Со собствени средства од околу 230.000 евра, јавната здравствена установа Здравствен дом прв пат после 70 години ја реновираше и кровната конструкција, што беше од исклучителна важност бидејќи покривот на установата беше во многу лоша состојба и штетна по здравјето на луѓето, изјави директорот на јавната здравствена установа Здравствен дом Никола Димовски. Реновирањето на кровната конструкција беше од исклучителна важност затоа што покривот на установата беше во многу лоша состојба. При најмали врнежи имавме протекување на кровната конструкција и правеше проблеми во секојдневното работење на службите, а исто така и на пациентите. Најбитната работа е дека покривот беше направен од азбестен канцероген материјал, кој што докажано дека предизвикува штетни последици по здравјето на луѓето. Ние реконструкцијата на кровот, на кровната конструкција ја направивме на 1000 метри квадратни, целата површина, ја заменивме азбестните табли со водоотпорни, топлински и звучни изолацијски материјали. По имплементирањето на капиталните инвестиции во установата, јавната здравствена установа Здравствен дом Велес воедно доби донации од Јапонската амбасада и од Ротари клубот од Велес. Од август 2018 година започнавме со капитални инвестиции во установата. Најпрво ја реновиравме итната медицинска помош, потоа внатрешноста на установата, поставивме нов лифт, обезбедивме сето тоа со честно и со домаќинско работење, препозна и донаторите дека се работи поштено, честно, одговорно и транспарентно и добивме, имам прилика да ја се заблагодарам на Јапонската амбасада, од која што добивме 2 нови амбулантни возила и Ротари клубот од Велес, кој што добивме медицински мебел во итната медицинска помош. Вкупната инвестиција од 2018 и последната со реконструкција на кровот изнесува 14 милиони денари, сето тоа средства од собствен буџет на установата. Димовски соопшти дека во иднина ќе продолжи да се реконструира јавната здравствена установа Здравствен дом со цел да се подобрат условите за работење на стручниот кадар, како и подобри услови за пациентите од општина Велес, Градско и Чашка.